Светските лидери на Собирот на Обединетите нации за бегалци и мигранти усвоја декларација со која ветуваат дека ќе изградат сеопфатна рамка за решавање на сегашната бегалска криза. Соочено со предизвикот за тоа што се повеќе луѓе се раселени од конфликтите и војните, Генералното собрание на Обединетите нации го одржа досега првиот самит за решавање на големите движења на бегалци и мигранти, при што донесе политичка декларација. Marks a political commitment of unprecedented force and resonance. It fills what has been a perennial gap in the international protection system, that of truly sharing responsibility for refugees in the spirit of the United Nations Charter. Замени генералниот секретар на Обединетите нации Јан Елиасон, наведувајќи дека една држава не може да се справи со проблемот доколку действува сама, рече: We must work together more than ever before. We need to address root causes and ensure that no one is left behind. And we need to counter polarizing forces which aim to instill fear and to divide us into us and them. Но декларацијата, која не е правно обврздувачка, не го вклучува и повикот на генералниот секретар Бан Ки Мун годишно да бидат раселувани по 10% од бегалците. Тоа за организациите за човекови права и хуманитарните групи беше оценето како недоволен потек. При обраќањето на самитот, Бан Ки Мун повика на поголеми колективни напори за да се одговори на предизвикот. Действувајќи заедно можеме да одговориме на зголемувањето на ксенофобијата и да го претвориме стравот во надеж, рече тој. Миграцијските текови не се нови, но невидениот бран на над 1 милион мигранти во минатата година потикна жестока поделеност меѓу земјите членки на Европската Унија за тоа како да ја делат одговорноста за нив. Елиасон изјави дека меѓународната заедница е поставена пред предизвикот да создаде нова иднина, каде што мигрантите ќе бидат подобро интегрирани во општеството. And this must be a future where migrants and refugees, host nations and host communities can live together in harmony, well-being and mutual respect. На самитот учествуваше и македонскиот председател Ѓорги Иванов, кој меѓу другото упати порака до Европската Унија дека не може да ги заштити незините надворешни граници ако најпрви не ги обезбеди коридорите долж државите кои се надвор од Европската Унија. Инаку, според податоците на Обединетите нации, денес во светот има околу 65 милиони насилно раселени лица, меѓу кои над 21 милион бегалци, 3 милиони баратели на азил и над 40 милиони внатрешно раселени лица.